Здраво, здраво и добре дојдовте во уште едно видео Учиме германски со Левел. Повторно ги повторуваме модалните глаголи и ќе дадеме неколку примери со секој од модалните глаголи. Започнуваме од почеток. Kühnen. Минатиот пат ја научивме конјугацијата на модалниот глагол kühnen и сега на кратко само да ви кажам што значи конјугација. Кога ќе кажеме конјугација, значи менување на глаголот по лица. И kühnen или знае го сменивме како ich kann. Ја знам. Du kannst. Kann. Sie kann. Es kann. Wir können. Ihr könnt. И sie können. Уште еднаш повторувам дека können значи знае или може. И еве неколку примери. Например, kann gut Deutsch sprechen. Тој може или знае добро германски да зборува. Секако редоследот на зборовите не е како во македонскиот јазик, забележувате повторно дека, како што реков во претходното видео, модалниот глагол стои на второ место и главниот глагол стои на крајот. Напоменувам дека ова е потврдна реченица. Во потврдните реченици модалниот глагол стои на второ место и модалниот глагол се менува по лица, додека главниот глагол секогаш стои на крај и останува во инфинитивна форма или основната форма од глаголот, она кое што ја учиме. Како би било прашална форма, ако зборуваме за прашални реченици од типот на ja, nein или да, не прашални форми или реченици, секогаш глаголот стои на прво место. Kannst du gut Deutsch sprechen? За разлика од потврдната реченица, каде што модалниот глагол стоеше на второ место. И во прашалната реченица, главниот глагол останува на крај во инфинитивна форма. Уште еднаш повторувам, kannst du gut Deutsch sprechen? Можеш ли ти добро германски да зборуваш? Речениците ви ги преведувам баш по оној редослед на зборови како што е во германскиот јазик. Одиме понатаму. Müssen. Мора. Ich muss. Du musst. Sie es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. И една реченица или еден пример, во зависност од тоа кое лице треба да употребиме или сакаме да употребиме, ќе искористиме, на пример, ако сакаме некому да му кажеме дека мора да работи наутро, ќе му кажете Du musst morgen arbeiten. А ако сакате да кажете дека ние мораме да работиме, ќе кажеме Wir müssen morgen arbeiten. Ние мораме наутро да работиме. А прашањето би го поставиле како Musst du morgen arbeiten? Мораш ли ти наутро да работиш? Muss zum Arzt gehen. Тој мора кај лекар да оди. Глаголот gehen оди на крај, повторно во инфинитивна форма и како што забележавте се менува само модалниот глагол müssen. Dürfen, треба или смее. Ich darf, du darfst, sie es darf. Wir dürfen, ihr dürft и sie dürfen. И еве сега ќе употребиме една, да кажеме, негативна реченица. Darf hier nicht rauchen. Тој не смее да пуши тука. Одиме понатаму. Sollen или треба. Ich soll. Јас треба. Du sollst. Ти треба. Sie es soll. Wir sollen. Ihr sollt. И sie sollen. И еве еден најобичен пример, например, некој е болен и ќе му кажете Du bist krank. Ти си болен. Du sollst einen Salat essen. Ти треба салата да јадеш, го употребуваме и членот einen. Или Du bist krank, ти си болен. Du sollst zu Hause bleiben. Ти треба да останеш дома. Модален глагол mögen или сака. Прво лице ich mag. Du magst. Sie es mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie mögen.
Мало подсетување дека модалните глаголи секогаш во прво лице и во трето лице еднина имаат иста форма. Тоа се вика иста конјугација од модалниот глагол. Одиме со пример со модалниот глагол мюген. Започнуваме со прашална форма. Magst du Pizza essen? Сакаш ли ти пица да јадеш? Во смисла, обожаваш ли пица да јадеш? Како што рековме, ова се прашање од типот ja, nein, fragen и одговорот ќе биде со да или не и ако е одговорот да, ќе кажеме ja. Ich mag Pizza essen или ich mag Bier trinken. Јас сакам пиво да пијам. Стигнавме до модалниот глагол волен. Модалниот глагол волен значи сака. И одиме од почеток. Ich will, du willst, sie es will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Досегашните прашални реченици беа примери во кои што модалниот глагол стои на прво место. Кога имаме прашално зборче, тогаш немаме ja, nein, fragen, туку имаме we fragen или прашални реченици кои што започнуваат со прашално зборче, а знаете дека прашалните зборчиња започнуваат со W или V и затоа се викаат we fragen. Имаме Wann willst du ins Kino gehen? Кога ти сакаш во кино да одиш? Забележувате дека модалниот глагол е на второ место кога имаме прашален збор. Истиот пример можеме да го дадеме и со ja, nein, frage или со да, не прашалните реченици. Наместо wann willst du ins Kino gehen, кога сакаш ти во кино да одиш, можеме да прашаме сакаш ли ти во кино да одиш? Тогаш модалниот глагол стои на прво место и имаме willst du ins Kino gehen? Сакаш ли ти во кино да одиш? Тогаш одговорот ќе биде со да или со не. Ja или nein. Ja oder nein. И колку и да се трудам лекциите да бидат пократки, да бидат по-достапни до вас и појасни, сепак времето лета, стигнавме до мюхтен, сака. Мюхтен има конјугација или менување по лица. Во прво лице ich möchte, du möchtest, sie es möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. И во претходната лекција спомнав дека најчесто се користи кога сакате нешто да нарачате, да сакате да кажете дека би сакале нешто и одите во ресторан, келнерот ве прашува was möchten Sie bestellen? Што би сакале вие да нарачате? Вие би кажале ich möchte Fisch bestellen. Јас би сакал риба да нарачам. Или ich möchte Pizza bestellen. Јас би сакал пица да нарачам. Во овој случај, кога се наоѓате во ресторан, можете и да кажете ich nehme einen Salat, bitte, und ich trinke ein Bier. Ви благодарам уште еднаш што ги следите лекциите на Level Center. Се надавам дека ви се корисни и дека ви помагаат во изучување на германскиот јазик. Доколку е така, зачленете се на нашиот канал Level Center. Бидете во текст со сите нови лекции, следете не и бидете во добро здравје. Чус! Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Level Едукативен центар.